Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, дозволете да го споделам задоволството од пристигнувањето на втората донација од Република Србија, акт на огромно пријателство кое што доаѓа навистина во многу значајно време за нас. Се работи за 2 пати по 20.000 спутникови вакцини, кои што ги добиваме како донација од пријателска Република Србија, во период кој што е многу важен за да продолжи континуитетот на масовната вакцинација во нашата земја. Како што знаете, Република Србија помогна со првите 8.000 вакцини од Pfizer, за да можеме да ги вакцинираме нашите херои. Тоа се здравствените работници, лекарите и медицинските сестри, кои што работат директно во ковид центрите. Сега, кога почна масовната вакцинација во нашата земја со 24.000 AstraZeneca од COVAX системот, кој што буквално почна од вчера, за да може да не прекине динамиката и континуитетот на вакцинирање, овие 2 пати по 20.000 вакцини се навистина драгоцени, за да можеме, додека стигнат нашите количини, кои што се нарачени од COVAX механизмот, од Европската Унија, директните договори со Кина, со Руската Федерација за спутниковите вакцини, од Pfizer, кои што ги имаме договорено, овие 20.000, кои што се само првата квота, а после тоа следува и втората, за да можеме да го продолжиме процесот на вакцинација во континуитет без било какво сопирање. Тоа знаат сите граѓани, пред се здравствените работници, колку е важно, заради целата динамика која што е согласно здравствениот план на масовната имунизација на нашето население. Можам да кажам, согласно информациите од Здравствената комисија и министерот за здравство Венко Филипче, дека покрај сите здравствени домови во државата, кои што почнаа со масовната вакцинација во државата, подготвена е салата Борис Трајковски и се подготвуваат и други објекти, се со конечна цел брзо, непрестано, без прекин да тече масовната вакцинација кон нашите земји. Навистина сакам да изразам од името на целиот наш македонски народ и од името на владата голема благодарност до братскиот, пријателски, српски народ, кој што сподели со нас во вака значајни моменти огромни значајни количини на вакцина. Да се заблагодарам на претседателот Вучич, на премиерката Брнабич и на целото раководство на Република Србија, затоа што од пратката од 100.000 вакцини, 20.000 споделија со нас, или од вкупно 200.000 спутникови вакцини, 40.000 споделија со нас. Тоа е огромен чин на пријателство, помош која доаѓа во драгоцено време и ние тоа ќе го почитуваме и секако никогаш нема да го заборавиме. Пријателите си помагаат тогаш кога е најтешко, а ова за нас се исклучително тешки и значајни моменти и затоа изразуваме посебна почит и благодарност кон претседателот српскиот народ и раководството на Србија. Она која што исто така е значајно е мојата должност, обврска, но и чин како човек да испратам порака до сите наши граѓани да влезат комплетно во системот на масовна вакцинација. Јас како претседател на владата се пријавив во механизмот за онлайн пријавување за вакцинација. Владата и министрите го направија истото тоа. Апелирам до граѓаните да се пријават за да им олеснат на здравствените служби, секако да имаат појасна евиденција и да го спроведат точно прецизниот здравствен протокол. Вакцината е здрава, сите вакцини се секако здрави, проверени, меѓународно тестирани и навистина колку побрзо заврши процесот на имунизацијата, толку побрзо ќе заврши оваа борба со овој невидлив непријател, пандемијата од COVID-19. Овде сме сите во оваа битка, но покажавме колку сме и солидарни, колку сме блиски, колку сме пријатели и колку можеме да си помагаме. Така да тргнеме секој од нас со својата граѓанска одговорност, да го почитуваме протоколот на вакцинирање и да бидеме пример за сите, примајќи ја вакцината, за да можеме да ги отвориме и границите, за да можеме и слободно да шетаме, да општиме, да секојдневно ги завршуваме нашите работи и конечно да завршат сите овие пречки во нашите животи. Благодарам. Почитувам претседател на владата, почитувани присутни представници на медиумите. Дозволете и во моје име да се заблагодарам на претседателот Вучич, премиерката Брнабич, мојот колега министерот Лончар за оваа донација, една значајна количина 20.000 дози
вакцини од производителот Спутник. Со ова овозможуваме континуитет на веќе започнатиот процес на имунизација и побрз почеток вклучување на поголеми групи од онаа критична инфраструктура согласно нашиот национален план за имунизација. Сега кога се веќе достапни во нашата земја и овие вакцини, претходните околу 5000 преостанати од AstraZeneca ги вклучуваме во веќе постојниот систем, кој што процес на имунизација ширум здравствените домови добро се спроведува, за да се дополни бројката на постарите граѓани кои што се веќе пријавени, со тоа што се проширува сега и возрастната група. Вакцините на Спутник ќе бидат во еден дел да се надополнат уште повеќе овие критични категории на граѓани, но и за почеток на оние категории кои што веќе ги најавивме, согласно најавата дека ќе ја чекаме и официјалната потврда на агенцијата ЕМА и нивното мислење за тоа дали на помлади групи на граѓани може да се даде вакцината на AstraZeneca, ние сега тој процес ќе го започнеме токму со оваа количина од вакцината на Спутник. Тоа значи дека се одвива според планот, така како што се испланирани и следните дози да стигнат во нашата земја и од Европската унија и кинеската, руската вакцина Pfizer. Тоа значи дека ќе имаме и континуитет и се поголемо вклучување на се поголеми групи на граѓани согласно националниот план за имунизација. Уште еднаш благодарност за овој чин на солидарност од Србија. Солидарноста многу пати во оваа криза се покажа дека е многу битна, посебно на почетокот во делот на помошта, размената на информациите и посебно сега во делот на вакцините. Искрено верувам дека достапноста до вакцините не само за нас, туку и за сите земји во светот значено ќе се зголемува во месеците кои што се пред нас. Благодарам.